Оваа влада е најголем непријател на правдата. Министрите во владата ја тресат и најситната прашина која може да укаже дека заедно го делеле колачот од куферот полн со пари. Има луѓе недопирливи за правдата затоа што криминалниот октопод кој управува со земјата останува нечепнат. Ова го порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски синоќа од штип на свеченоста по повод 29 години постоење на општинскиот комитет на партијата. Според него, аферата Рекет открила дека она што требало да биде битка против криминалот, станало битка за заштита на криминалот. Порача дека не може да се очекува правда од јавното обвинителство, ниту пак дека некој верува дека на специјалната обвинителка Јанова и газдата на 1ТВ Јовановски им текнало сами да бараат пари. Мицковски смета дека премиерот тешко ќе се извлече од оваа ситуација и покрај изјавите дека прв го пријавил случајот, а особено откако некои медиуми објавија дека токму тој ги предупредил осомничените дека се фатени во криминал. Според него повеќе никој не верува во алибито на власта. Толку многу често и толку многу пати Зоран Заев е погрешно разбран што веќе станува апсурдно. Кога го фатија за Глобал велеше дека е жртва. Кога го фатија како бара евро за него, евро за вицето, евро за црквата, велеше дека бил дарежлив. Кога нудеше 100.000 евра подкуп за Вартоломеј, велеше дека е филантроп кој што сакал да помогне. Сега за куферот полн со пари од Рекет вели пупу не важи. Мицковски удри и врз економските политики на власта. Порача дека нема ни трага ни глас од најавите дека 2019-та ќе биде економска година, дека земјава ќе биде лидер во регионот, дека платите ќе растат, пензиите ќе одат нагоре, а инвестиции ќе има секој ден. Според него, сите ветувања можеле да се видат само преку розевите очила на премиерот, но реалната слика во земјата била сиромаштија на секој чекор. Мицковски потенцира дека има реализација на капиталните инвестиции од само 24,5%, а со парите од буџетот не се обезбедувал развој, туку се купувал социјален мир за да нема тензии и да се покријат погрешните политики на власта. Состојбата е алармантна, а народот е гладен и истоштен, разочаран. Разочарувањата доаѓаат затоа што сепак нашиот народ имаше надеж која што сега е изневерена. Не стретнав среќно лице задоволен човек. Нема ниту едно задоволно лице, а тоа е така затоа што реалноста е сурова, затоа што сиромаштијата е голема. Мицковски изрази подршка и за штрајкот на наставниците кои бараат поголемо зголемување на платите. Според него крајот на штетните политики на власта ќе дојде на избори. Вети безкомпромисна борба против криминалот, но потенцираше дека за да се случи ова мора да има предвремени парламентарни избори. Рече дека неговата партија има план и мотивација за побрз развој и обнова на економијата.